Преку ноќ им никнала автоперална до дворот која нема дозвола да постои. Семејствата кои што живеат во куќите зад мене, веќе неполна година имаат проблем со диво изградената автоперална. Изградена е до нивните куќи на раскрсницата меѓу улиците 11 октомври и Линденска. Велат дека собственикот нема право да работи затоа што инспектор веќе излегол на терен и констатирал дека е незаконски изградена, а наместо тоа пералната 24/7 функционира слободно. Една од собственичките на околните куќи, Катерина Цонева, вели дека градоначалникот Стефче Јакимовски не постапил по одлуката на надлежниот и овластен градежен инспектор на општина Карпош, кој констатирал незаконски изграден објект. Веќе една година и се соочуваме со проблем сите жители на куќите со поставена, изградена автоперална за која нема одобрение. Се соочуваме со огромна бучава, со проблеми со електричната енергија, издувни гасови, не се поврзани на одводна канализација, туку водата понира во дупка. Телевизија Алфа се обиде да добие одговор од градоначалникот зошто досега не е постапено по решението на градежниот инспектор, како и инспекторката за животна средина, која исто така констатирала зголемено ниво на бучавост од законски дозволеното. Инспекторката по извршеното мерење на бучавост на наш трошок не задолжи. Измерени се 74 децибели, што е многу над дозволените износи и ги казнува само со 500 евра. Потоа повторно имаме мерење од акредитирана фирма по налог на општина Карпош и по тоа мерење се утврдени децибели над дозволеното и инспекторката наместо да донесе решение, бидејќи има овластување за тоа согласно Законот за заштита од животна средина, од бучавост во животната средина, таа повторно ги казнува со платен налог и постапката ја отстапува во друга институција. Инаку за овој проблем се зборувало и на седница на Советот на општина Карпош. Уште нема одговор од она има. Побаравме став и од собственикот на луѓето кои ги затекнавме таму. Прво ни кажаа дека тој не е тука, а откако се јавија на телефон ни објаснија дека автопералната нема вработени и дека луѓето самите си ги миеле возилата.